Вега, друштвото за сметководствени и консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга во поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добре, дојдовте на македонскиот канал Нов Асно. Кривичниот закон и измените околу кривичниот закон побудија многу револт кај сите нас, но од друга страна сите ние знаеме што е се однесува и што е работава. Тоест, само потврди нешто што сите го знаеме, дека најголеми иницијатори, организатори на криминалот, организиран и корупција се трите политички банди, ДУИ, СДСМ и ВМРО-ДПМН. Затоа гледаме секој ден како некои нови политички бандити кои се или оптужени, или во затвор, или злегуваат во затвор, или па делата им застаруваат. Тоа е само една потврда дека ние сме водени од организирани политички банди. Меѓутоа, уште едно што е многу битно во нашиот случај е тоа каква е реакцијата во однос на кривичниот закон од страна на така наречените наши западни партнери. Многу млака, невидена, тоест многу блага. Генерално се против, но никој ништо не оспорува. Ниедна амбасада не излезе со цврст став, или па Европската Унија, представниците овдека, дека они се против и континуирано да го кажуваат тоа. Да, излегува со став дека они генерално се против. Дали се сеќаваме како реагираа кога ги објавија бомбите на Заев? Со денови седеа и бараа да се справиме со корупцијата. Ова само потврдува дека Западот и на западните амбасади не им треба Македонија во која што ќе владее правото, него напротив, им треба криминално организирани политички банди кои што они ќе ги контролираат и ќе ги контролираат политичките процеси во државата. А за оваа цел политичкиот процес беше да се смени името Република Македонија, да се влеземе во НАТО, да не видеоизменат северно македонци да сме, и сега, кога работата е завршена, имаме амнестија преку измени на кривичниот закон, тераме дале, истите криминалци ќе продолжат понатаму, а они пак ќе ги менаџираат политичките процеси. Денеска на оваа тема и решение околу тоа ќе збориме со Дардан Венецки. Дардан, здраво, како си? Добро вечер и добро најдов. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Дардан, кој е твоето мислење? Дали се сложуваш дека нас не водат организирани политички банди кои продадоа све и на крај ние продадоа државата Република Македонија за да се амнестираат од амин на западните амбасади и да продолжат со владење? Знаеш како велат. Во секоја држава има криминалци. Ние отидовме степен понапред, па криминалците си направио своја држава, работат и прават што сакаат. И јас така го гледам измените на кривичниот законник, направени илегално, не знаем од кого се подготвени. Сите сме свесни, сите гледаме, сите слушаме дека има комисија за измена на кривичниот закон која подолго работи, во која се влезени експертите по кривично право на чело со професорот и академик Владо Камовски. Меѓутоа тие не ишчека оваа комисија, него од неформална група се направи, која што не ја знаеме, не знаеме кој стои, не знаеме кој работел на овие измени шверцерски и ја донесеа по дитна постапка во рок од 24 сата се изгласа.
Јас ова го велам не само амнестија. Ова е се постигне ефект. Јас често го употребам тој термин 3 во 1. Ова е во исто време скриена амнестија, скриена аболиција и легализацијата на криминалот. Да. Сите гледаме, сите слушаме, барем од медиумите, официјалните верзии ги знаеме. Имаме намалување на казните за најтешките кривични дела, особено за организираниот криминал. Од 10 на 3 години. Минимум. Зависно од кривичните дела, тие се различни, нема да ги поединечно да ги коментираме, Точно, да. кажуваме генерално. Да. Значи, намалени се кривичните времетрањето на казните, со тоа автоматски се намалуваат и времетрањето на застарувањето. Затоа серија на кривични дела за кои што одредени лица лежат во затворите, еве почна да излегуваат. Значи, практично со кривичниот закон тие се амнестирани, намалени им се казните, намален рокот на застарност, тие по автоматизам ги напуштаат затворите. Како втора, имаме со овој закон искриена аболиција. Тоа значи на прикриен начин воведување аболиција, што е ослободување од одговорност за сторени кривични дела. Поради застареност, ќе мора да прекинат постапките, како што го гледаме тоа секој ден. Ние имавме двајца секретари на владата, сега знаеме зашто се обвинети за злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 став 5 ми се чини беше сега, тие ќе излезат од затвор. Тоа е легализација, третата работа е легализацијата на криминал. Практично, со овие измени на кривичниот закон, веќе не ќе може да се гонат кривични дела од 353 ставот 5, бидејќи ставот 5 за злоупотреба на службена положба при јавни набавки се укинува. Тоа серија кривични дела од минатото, актуелни и оние до прва што следат. Еве сега актуелно ОПСЕ ни следува на крајот на месецот. Ни најави од владата дека ќе се ангажираат 100 на 150, 170 возила. Да. Према информациите што проструија по медиумите, едно изнемување на возило C класа или S класа Мерцедес е 450 евра на ден. 170 возила за 2 дена, колку е тоа? Многу. 1/6 од она што владата планира да го потроши. Кај е разликата до 900.000 евра, што планира да ги потроши? Ние не знаеме, ние не тврдиме сега однапред дека има кривично дело. Меѓутоа, има сомнежи во јавноста. Али и да сака да се провери, и да сака обвинителството не ќе може, затоа што веќе тоа кривично дело не постои. Следуваат серија кривични дела, се разбира индиции за кривични дела, актуелни ни се сега под сомнеж Бехтел и Енка, Чебрен ни е тука, Иловица, Штука, тука ти е лотарија на Македонија. Како ќе се постапува според нив? Во сите овие кривични дела договориве се државна тајна. Што ќе правиме ние со тие? Ова е Како може да отворена... имаме државна тајна за јавен интерес, како што е... Ама не може да има државна тајна за пари кои што се мои, кои што се твои, кои се на сите граѓани на Македонија. Не може договор за градење да биде деловна тајна или државна. Употреби погрешен термин, се работи за деловна тајна. Да. Што ќе биде? Има формула на бетон што ја нема другите? Или тајна е да колку ќе се направи ископ, колку ќе се направи насип, колку ќе се направат тунели, мостови, тоа ли е деловната тајна? Па тоа треба да иде јавно. Тој документ треба да е проверлив. Тие се пари народни. А ние знаеме кој ги крие активностите од јавноста. Само проститутките и криминалците. Јас саркастично напишав еден пост за Чебрен, иако немам пари, дајте ми под овие услови кои што ми ги давате на Грекот,
нели на тендер тој победи. Се ако треба да му изградат пристапни патишта, друга инфраструктура, ако треба да му се даде ХЕЦ Тиквеш на стопанисување, готова хидроцентрала, па ја ќе го градам Чебрен без пари. Да. Дури саркастично кажав, до крајот ќе дадам и 2,5 милиарди подарок на државата. И ќе бидам задоволен од она што ќе ми остане. А тоа што ќе биде Македонија енергетски зависна, тоа никој не се секира. Па берзанската, и тоа треба, ако ми ги откупуваат по берзански цени, јас ќе го градам Чебрен. Дајте ми ја Тиквеш, одана струја што ќе продавам на државата по берзанска цена, која денеска е негде просечно околу 110 евра, зимовска ќе доаѓа и до 500 евра, јас ќе го изградам Чебрен. Тоа е страхотно нешто што се случува со Македонија. Не знам ова како ќе се заврши. Македонија ми се чини дека е дивеч за отстрел. Ние влегуваме во една фаза која е страхотно погубна за нас македонците. Македонија не е предвидена за влез во Европската унија. Ако беше влезна, ние ќе влезевме пред Хрватска, кога Бадинтер кажа дека само Словенија и Македонија ги исполнуваат условите. Меѓутоа, наместо нас влезе Хрватска, а ние ве се мачиме колку години откако почнавме кој ги отворија, нели, постапката за влез. 18 години, мислам. 18 години има. Што ќе правиме ние? Ќе чекаме како Турција? А за жал нашите политички елити прават да чекаме и полошо да биде, понеизвестно и понестрпливо вдека, до тој смисол да ние кажеме добро, да се откажеме од све, само да идеме напред и да ги прифатиме сите овие измени што Европа ги бара од нас, а тие се криминогени против нашите интереси. За жал имаме такво едно мислење. Значи, нивната неспособност, коруптивност и сервилност не доведува до таква позиција да они не се инвентивни во барање решенија за нашата држава, него се инвентивни во имплементација на барањата што од нас се бараат. И тоа е, од нас се бара да се само избришеме. Но кога се работи за овој кривичен закон, сите овие бомби што се објавија, ако беше Заев, беа баш за овој кривичен закон. Што мислам за многу од функционери кои сега се пуштаат. За многу тие се беа објавени бомбастично, како што сите знаеме, и со силна поддршка од Западот. И целата порака беше: ние треба да се справиме со корупцијата, сега е време, ова е заробена држава, нас ни треба се што можеме ние да направиме за да идеме напред. И за да видиме сега резултатот е дека истите тие луѓе се аболицирани и се амнестирани со овој кривичен закон. Да го земеме западната гледиште, ова имаме едно наше гледиште од кривичен период, од кривичен аспект, што вие го објасните. Како ја гледате фактот дека имаме толку благо став на западните амбасади кои љубат секој ден да даваат свое гледиште за работите овдека, а тие многу благо се изјаснија за овој закон? Ке повторам, Македонија не е предвидена за влез во Европска унија, барем не како Македонија. Точно, апсолутно. И не како македонци. Можеби како територија, но со некој друг јазик, со некој друг јазик. Тоа е еден дел од поголемиот план на западната цивилизација за идентитетска самоликвидација на македонецот и македонскиот јазик. Зборувавме во прошлата емисија, да не се повторувам. Тие, ако сакаа, ќе ги пременеа критериумите од Копенхаген, како што и за сите кандидати членки за влез во Европската унија. За нас тие услови, општи, што се јавно објавени, не важат.
Нас гледаме секој ден ни поставуваат нови услови. Од 91-та година, кога таман мислевме дека си ја возобновивме древната македонска држава, кога помисливме дека ќе имаме собствен развој, собствена слобода, собствен прогрес, ние практично западнавме во проблеми. Западот само глуми дека се бори против корупцијата и криминалот. Апсолутно. Тоа е брутална лага. Кога е Македонија во прашање, нив криминалците им треба. Зборувавме прошли пат, само една реченица ќе повторам. Им требаат во политиката луѓе повторно 3 во 1. Криминални структури, лесни за уцени, сребролюбци и со коефициент интелигенција испод секое ниво. Меѓутоа не само во политиката, такви им требаат во науката. Гледаме за договорот за образованието. Тоа го гледаме преку договорот за непријателство, јас го нарекувам, со Бугарија, и историската комисија која е така убаво спакувана и во преговарачката рамка до крај на пристапните периоди ги биде тотално обезличени, идентитетски самоуништени. Еве да земеме само пример. Почнете во минатиот режим, ние имавме ситуации кога по 5 мина највлијателни амбасадори излегуваа на улица држаа пресконференција со барање владата да си оди поради корупција и криминал. Тоа им беше основното барање. Каде сега? Кога истите тие криминалци се Очигледно сега аболицирани јас нема да бранам никому, нема да спомнувам имиња. Можеби и имало криминал, тоа е работа на надлежните служби, на надлежните органи. Јас никому не сакам да аболицирам, амнестирам, да помилувам. Кој правил кривични дела, нека одговара. Меѓутоа ние имаме и влада која градеше, се гледа на лице место, згради, патишта, школи, што не. Ние сега една шајка не видовме за 7 години. Значи, Западот ги прогонува, ги става на црна листа оние кои им пречат во остварувањето на нивните западни империалистички цели. Тоа е, сме го зборувале, Македонија е дивечот заострила, ако остане време на крај и тоа ќе го обработиме. Еве го, меѓутоа оние кои што работат против македонските интереси, кои што работат на уништување на македонскиот јазик, историја, култура, образование и така натаму економија, тие нив им се добри, тие не ги чепкаат. Ние имавме премиер кој што спроведе страутна приватизација, милиарди вредна, во државната каса се слеа минорни пари. Ние добивме тајкуни кои добија фирми вредни преку 100 милиони марки, а платија 1, 2, 3 или 5% од вредноста. И тоа од парите со кои што понисува со фирмите кои им би дадено на управување. Без пари ги земаа. Од овој случај апсурд ги плаќа. Имавме друг премиер кој што ни дојде на политичка сцена тотално бос, тотално гол, според мои информации, во едно скопско село, сега приградска населба, со денови ги переа лиштата да го ослободат од вошки. А искочи како средно богат или богат бизнисмен, сега најголем бугарофил. Да, катастрофа. Имаме да. друг премиер, еден период беше, кој што на невиден начин стана собственик на една од најмакните банки. Од плата не знам како се стигне. Јас сум имал периоди кога сум имал енормно високи плати, меѓутоа освен еден стан што имам во животот стекнато, друго немам. Имаме друг премиер кој што беше со правосилна пресуда осуден, ден не одлежа. Истиот тој се водеше кривична постапка, како се сеќавате во Њу Йорк. Не само, мислам за Маđар Телеком беше, имаш и сведоци од овде таму отидени, маđарите ги осудија, од овдека никој не одговараше. Никој не ги повика на одговорност. Обвинителството замолче, не ги побара документите од процесот во Америка. Имаме четвртиот или пети кој е поред премиер, кој што имаше беше обвинет за серија кривични дела. Дел му застарија, за дел беше амнестиран, за дел беше аболициран, трети ги прогласија дека делата не се кривични дела,
И тој стана енормно богат. Не беше сироме кога дојде на политичката сцена. И актуелниве сега се мислам дека се врв. Сите овие процеси што ги набрав од Бехтел и Енка, од Чеберен, од Лотарија, од Иловица Штука, тотално беззаконие, тотално отсуство на кривичарите, тотално отсуство на обвинителот, на специјалниот обвинител. Никој од нив не беше ставен на дневен ред. Зашто ќе се запрашите? Па тие им требат на западниве функционери. И кога сме ке западниве, кога дојда они и кога по 5 амбасадори секој ден парадира и кажува дека треба да се справиме со оваа корумпирана држава, и кога бара правна држава, имплементација на правна држава, гледате ги само чекорите низ кои што изодевме. Пржинска влада, антиуставна категорија. СЈО, антиуставна категорија. А се со цел Рамковниот исто така антиуставна категорија. Промена на име во парламент, да не кажам меѓутоа како дојдоа со 27 април, па се натаму, се вршеше брутално против законито, против уставно. А се во името на правото, Европа, справување со криминал, а сите чекори кои ги превземеа беше криминални и криминогени. Тоа мене само ми дава потврда ти тоа што го кажуваш, дека они се најголемите криминалци, се соучесници на злосторството што нас не го прават. Ама флоскулата ќе гониме корупција и криминал е само лага. Апсолутно лага. Да. Тие ако сака ќе предложија конкретни мерки. Немаше да молчат. Го прогласија Мерко за непожелна личност, му затворија граници во Америка, а со измените на кривичниот закон 14 дела кои што се покренати, 14 обвиненија за Мерко падна у волода. Кај се сега? Молчат. Зошто? Ја спрашувам, зошто? Зошто молчат за Чебрен? Зошто молчат за Бехтел и Енка? Зошто молчат за Иловица? Тие се договори така направени да јал не јал 3,5. Работеле, не работеле, парите што планирале ќе си ги земат. Сегде у светот пенали плаќа изведуваш, затоа не ја заврши работата на време и како што треба, кај нас пенали плаќа доверител. Оној инвеститорот. Во овој случај Македонија е инвеститор. Ние плативме 200 милиони евра на Бехтел и Енка. Еве поминаа 7 месеци од како се ископа првата дупка, се фрли една лопата песок, се стави една табла, немаме ни едно метро асфалт. Немаме експроприација. Немаме проект. Немаме контрола. Контрола ли е фирма што произведува долнивеш? И јас сум работел во градежништво. Сосема ми е јасно како ќе го наплават злоделото према македонскиот народ. Тоа е организиран криминал. Ако ги дадат документите, јас веднаш ќе забележам, и не само ја, има многу поголеми случајници од мене. Јас сум работел една од најголемите градежни фирми во правна служба, илјадници договорни рака ми поминале. Знам на кои ставки ќе го прават тоа. Веројатно, во овој случај се предвидени минимални количини на ископи, насипи, мостови, тунели, не знаеме, клучки, приклучоци, инсталации и така натаму. Кој ќе дојде изведбата, ќе дојде двојно или тројно повеќе. Нема да има потреба. Во договорот се утврдени единични цени за ископи, единични цени за насипи, за мостови, за асфалт, квалитетна асфалт, ширина и така натаму. Ние не знаеме што е договорено. Тоа е државна тајна. А тоа е деловен договор. Никаде у свет не може и не смее да биде. Тоа се мои пари, тоа се твои, на сите граѓани на Република Македонија. Како може ние да немаме увид кој ќе гради, што ќе гради, кои се количините? До крајот на изведбата, јас напишав во еден мој пост, ќе бидам пресреќен наместо 1,3 да заврши со 2,5 милиарди. Ќе бидам пресреќен да заврши за 2,5 милиарди.
Гранит го градеше за 4 милиона и 300 по километар, овдека у Стар сме 13. А знаеме Прилеп Битола, иако нема студија за потребата од таков доволен и овој што го имаме, е равница. И овој Од- договор со Бехтел и ЕНКА, само да напоменам, и многу е битно ова, е еден типичен договор од западната хегемонија што се врши на финансиски начин. Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка се организации преку кои се избиваат парите, они ги даваат парите за надувани ценовно проекти, каде што ги врши фирма која е поврзана тесно со западните сили, за да ги избијат профитите кон нив, а државата, која обично како нашата немоќна финансиски, ги плаќа истите и е задолжена и секогаш плаќа на Западот. Таа е една нова неоколониалистичка зависност, која е шема не само у Македонија, него низ цел свет, и вакви примери имаме многу, и тоа е дел од таа хегемонија што се има што е присутна. Ќе дадам сега едно екстремно мислење. Мислам дека во Македонија е дивечот за одстрел. Колатералната штета во големиот цивилизацијски судир меѓу истокот и западот, источната и западната цивилизација, источното и западно поимање на религијата. Македонија, ваква како што е, во своите етнички граници им пречи на моќниците. Апсолутно. Од 4 причини: геостратешки, геополитички, економски и цивилизацијски или историски, како сакате. Македонија е раскрсница, едно од најголемите и најзначајните раскрсници светски, мост помеѓу истокот и западот. Низ Македонија проаѓа најстарата светска магистрала Вија Игнација, исток-запад или запад-исток, како сакате, и магистралата север-југ, оној природен пат по Морава и Вардар. Вардарско-Моравската долина, тој е најкусиот пат од север кон југ и обратно. Неслучено русите сакаат да изградат гасовод и нафтовод, неслучено кинезите сакаат да направат воден пат од Солун до Дунав, најефтиниот пат е водениот пат, тоа го знаеме, тоа се плани од времето уште на Бисмарк, сакаат да изградат брза железница, брз автопат. За жал, наша ненародна власт сите овие проекти ги одби. А гледајте, само од гасоводот Бугарија прочитав еден податок дека планира да инкасира негде милијарда евра. Колку ние би биле олабавени со полнењето на буџетот, ако сите овие проекти се направија. Ке се направива низа хидроцентрали, значи ќе имавме струја, ќе имавме вода за наводнување, ќе имавме брз автопат, брза железница, воден пат, нафтовод, гасовод. Си пукаме сами во нога, сами се правиме инвалиди. Геополитички, источната и западна. Тоа е измеѓу славјанската и англосаксонската. Македонија е колатералната штета. Неслучајно еден висок представник на Европската унија пред 10 години изјави дека словените се најголема закана за западната цивилизација, поопасни од исламскиот фундаментализам. Ние сме на удар. Прво не збриша британските острови, потоа траеше Франција, тоа е процес што трае со милениуми, Италија, Швајцарија, Германија, Крит, Пелопонес, Мала Азија, сега сме овде наред. На сите овие простори што ги набрав, останаа само илјадници, топоними, хидроними, нисоними, ороними, теоними, како неми, но сепак живи сведоци да сведочат кој на тие простори живеел и кој јазик го зборувал. На сите тие простори ние имаме словенски топоними, хидроними, нисоними. Кај се тие словени или венети, како што ги викаа во антиката? Нигде ги нема. Ние сме сега наред. Тоа е дел од тој цивилизацијски судир. Економските причини. Македонија е богата почва со 3 жетви, со најмногу сончеви денови, погодна за све, со исклучително богата почва, богата со руди. Источниот крај од горе, од Србија па се до Егејското море,
постои ножица на богати руди, злато, сребро, други Бакар. метали. Со Косово исто така, исто и Македонија има наоѓалишта на ураниум потврдени. Тука е лорандитот, талиумот, тука е сицилиумот. Македонија е една од земјите со најголеми резерви на чиста питка вода. 21. век ќе биде битка за питка вода. Таква една Македонија, со така богата земја, така геостратешко место. Не случајно римјаните уште од антиката не нарекува во своите извики нивните оратори Македонија Катана Мунди или Македонија папакот на светот, а во една енциклопедија Петар Поповски најде дека ја нарекувале Македонија и мајка на светот. Таква една земја со такви природни ресурси, со таква геостратешка положба, ако останеше во своите етнички граници, да излегува на 3 мориња, па кој ќе можеше да ја контролира? Не ќе може да ја контролира. Нив им треба распарчена Македонија. Затоа дадува виза 12-та година да не парчи. 12-та на терен, 13-та година на маса во Букуреш. Од 1992 година сменија тактика да предува на идентитетска самоликвидација, класичен идентитетски геноцид, за да не дојде до создавање на моќна македонска држава која тие тешко ќе можат да ја контролираат. Да не заборавиме, ние сме од генот на венетите во 6 век преименувани во Словени, кои се со милениуми тука. Ние сме природни генетски браќа со другите словенски народи, пред се со најмоќната Русија. Според првата библиска книга од Стариот Завет, Битие, или во англискиот транскрипција Генезис, 10-та глава е првата етничка карта на народите. Македонија е таму наречена Кити, народот Кити. Но внимавајте, Херодот вели од Црно море до Балтик живеат скити, што е исто така синоним за словени. Тоа се денешните руси, белоруси и украинци. Славјанскиот род. Значи, од Црното море до Балтик. Ние овде Китин, народот Кити, од Црно море до Балтик скити, а во Мала Азија, уште од Тројанската војна, одселени бригите, таму се нарекуваат фриги, меѓутоа таму е и народот познат како Хитити или Хити. Гледате етимологијата, Кити, Хити, Схити. Од Крит до Балтик, Исти народ, исти јазик, иста култура. Тие не сакат да признаат. Сите најпознати, најстари писма у свет се дешифрирани со словенските јазици. Тие кидат до таму што ќе кажат, ги најдовме буквите, дешифрирани се, која буква од тогашната азбука одговара на современите, меѓутоа не можеме да ги преведеме, не знаеме на кој јазик зборувале. Да се вратиме ние... Само една реченица уште за да заокружам мислата. Да. Гриневич, рускиот академик, го преведе дискот Фест на Крит со помош на рускиот јазик. Беше грозни чехот, хититското писмо, што се смета за најстар со помош на чешкиот јазик. Нашиве професори и академици, академик Бошевски и професор доктор Аристотел Тентов, каменото држета со помош на македонскиот. Светислав Пешич, етруското со помош на српскиот. Светислав Билбија, критското сликовно повторно со помош на српскиот јазик. Гледате, сегде се присутни словенските јазици, уште од најдревни времиња. Од четворица родоначалници на европската цивилизација, односно на писменоста, Кадмо, Лин, Орфеј и Хермес, сите се од Македонија, сите се од околината на Охрид и Струга, да не ги набројувам сега. Меѓутоа, Западот, го цитирав, високиот председник на Европскиот, не сакат да имат ништо заедничко со словените. Све припиша стрпа во грчка вреќа. Дивјаците ги направија цивилизацијски, творци на древната цивилизација, се повикуваат на нив, дека се нивни наследници, а оние кои што беа градители на цивилизацијата ги направиват диви, неписмени, небањати, влакмосани, неписмени, не знаеле да градат бродови, дошле со трски во уставот преку Дунав, без ниједен доказ, а Гај Јулијус Цезар, најголемиот римски император, за тие исти Словени
под името Венети се разбира во антиката, вели биле најголеми морепловци. Со трски во уста наши ве не учат го поминале Дунав, а ваму најголеми морепловци. Евеа причината зашто Западот не сака, зашто сакаме. Никогаш нема да влеземе затоа со овие замки во Преспанскиот договор, каде што антиката им ја оставивме на грците, со договорот за непријателство со Бугарите, средновековната историја доасно сега ќе не обезличат преку оваа историска комисија која нема ни и од историја. Вие бевте на пресконференцијата кога обзнанивме како моралниот суд, кога ја обзнави втората пресуда на моралниот суд, историската комисија беше од 50 поканите медиуми, само вие додовти и едно радио. Никој друг не смеат да дојдат медиуми. Додуше не поканија уште двајца новинари во две редакции. И тоа е се. Жално. Све треба да се фрли пепел. Точно. Значи, Западот работи да не нема, да не се лажеме ние, да не трчаме во тој европски бордел. Македонскиот народ ја опиша Европа како блудница вавилонска, а блудниците работат во бордел. Нас сега, нашиве слепци во наукава, историјава, политикава, не туркаат во бордел. Каква економија? Економијата се уништува. Апсолутно. Се уништуваат земјоделци, сточари, оштари, лозари, тутунари, градинари. При оваа За економијата не плодна, зборувам. при оваа плодна земја ние увезуваме Стратешки интерес некоја земја е храната и да. енергијата. Ние све сега- растураме. Дардан, Значи свесно некој преку инсталациите во политиката нас не ништи. Присилно ни селува овдека за да дојде некој друг. Кој што утре ќе ратува со нашите исконски браќа, генетски браќа. Ги кажав, кити, хити, скити. Од Крит до Балтик еден народ живел. Сега треба да некој друг. Нема големите сили да ратуваат, има татонско оружјените и другите, тоа ќе биде крај за светската цивилизација. Ќе ги тераат малите деделе докору. прокси војна како што имаме За- во за- Украина, еве сега. Процесот за десловенизација е почнат од спомнав од британски острови преку Франција, Италија, Швајцарија, Германија, нордиските земји, Крит, Пелопонес, Мала Азија, сега сме овде наред. Тоа треба да го знаат. Како ова многу добро го објасни. Сликовито, речито, јасно, гласно. Како да се избавиме од оваа ситуација во која ние се најдовме, затоа што патот кон така нареченото Европска Унија е наша самопраст. Ние самите себе ќе се укинеме ако сакаме да идеме таму и тоа е. Кои се решенијата? Што сакаме во бордел кој се распаѓа. Апсолутно не. Меѓутоа, кои се Видите, алтернативите, кои се решенијата? Светот го владеат 10 фамилии. Да. Од сите војни тие излегуваат побогати. Војната за нив е извор на прогрес. Затоа после Втората светска војна ние имаме 100 воени жаришта. Ке заврши Украина, еве се отвора Ново, на да. Блискиот исток. Воениот профит е најголемиот профит за западната цивилизација. За нас, источните народи, војната е зло. Извор на зло. За Западот е извор на прогрес. Тоа сум го зборувал многу пати. Гледате, тие сега меѓу себе, големите империи сите се растуриле од внатре. Од внатре. Ке се растури и Вујко Семот преку барата, ке се растури Европска Унија. Гледајте. Ги гледаме европарламентарците, има еден Хрват, многу интересен правник по професија, извади податок дека Европската Унија преку господјава што овде ни доаѓа да не убедува да смениме устав, купила 4 милиарди и 600 вакцини за Европската Унија, а има 360 милиони полнолетни граѓани. Пресметај го близу 14 вакцини по еден човек. Па што ќе му се 14 вакцини на секој жител на Европската Унија? Тоа е корупцијски скандал од невидени размери. Ако беше правен субјект Европската Унија, таа до сега требаше да заврши пред Хашкиот трибунал. А таа гледаме не завршува. Напротив, војни се отвараат и натаму. Ние сме сведоци дека тие моќни воени профитери, војните како ги отвараат на најбрутален начин во малите земји.
Отепава 500.000 деца во Ирак и нивни представници, и тоа високи државни секретари, искаш тоа е колатерална штета во име на демократијата, погинале 500.000 деца. А плачат за 1000, 2000 или 5000 деца што биле однесени од воените жаришта и вдомени. Во Русија. Конкретно Путин го покренава обвинение нели и потерница преку Хашкиот трибунал за апсење. А кај се оние што отвара воени жаришта во Ирак, што го тепа председателот? Кај се оние во Либија што го нападна на кол? Кај се оние што нападна Сирија со милиони убиени раселени деца? Само во Ирак 500.000 деца. Тие наместо на пред Хашкиот трибунал или пред новиот Нирнберг идева некој од нив да примаат Нобелови награди за мир во Стокхолм. Така ли ќе градиме правна држава? Со нив ли ќе бидеме друштво? Значи, ако сакаме прогрес, не само за нас, треба да го гледаме. Целото човештво на земјата топка е во опасност. Психопати го водат. Начело са 10 фамилии. Сите овие политичари што ги гледаме ни светот, тие се све марионети. Како што се наши овде марионети во раците на западните мъкници. Јас ги нарекувам измеќари. Па, тоа е злочин што се прави према човештвото. Сите тие кои ги отворија војни, спазва човештвото ќе дојде кога ќе бидат изведени пред новиот Хашки суд или пред новиот Нирнбергшки суд. Не по Нобелови награди. Сите овие 10 фамилии кои што ги отворија сите најголемите светски, близу 100 се од Втората светска војна па наваму, треба да бидат ставени зад решетки. Сите нивни имоти да бидат конфискувани. Сите, гледајте какви тајкуни, милиардери ги напуштија најпрофитабилните бизнеси, како што беше информатичката, во информатиката, влегува во фармација. Зошто? Затоа што имавме 2 години пандемија, по енормни цени ни продаваат вакцини во цел свет. Фирмите од фармацијата кои што печалеа во милиони, печалеа во милиарди. Тие што печалеа во милиарди за пандемијава печалеа во трилиони. Да. Тие треба да се осудат. Имотите да им се конфискуваат, светот да се смири. А кога тоа ќе се смири, ќе си дојде редот и во малите земји. Еве, се буди Африка, се буди Океанија, се буди арапскиот свет, се буди Латинска Америка, се буди Јужна Америка, само ние овдека сме запнале да идеме во тој бордел кој што се распаѓа. Кој е решението за нашиот случај? Нашиот Затоа што имаме од една страна сервилни политички групации, организирани политички банди кои работат против нас и против нашата волја, кои имаат буџетот и корумпираат со него преку вработувања, тендери, мендери и така натаму. Кој е решение? Да завршам со ова, значи мора да се реформира Европската унија или да се укине, нема потреба, или да се реформира Обединетите нации, да се направи некој нов формат, вака е нефункционално, таа е во функција на богатите, мокните и невојните профитери, таа не работи за интерес на малите и немоќни народи. Значи, она што е на макро ниво, треба и на микро ниво. Треба да се расчисти со овие структури, што јас исто така ги нарекувам 3 во 1, криминалци, среброљупци и да не речам недоветници со многу низок степен на коефициент на интелигенција, да дојдат патриоти, да дојдат македонци. Гледайте сега што ни пакуваат. Се препукуваат власта и опозицијата кој преговарал со Груевски. Сега, пошто пото да смениме устав? Па уставот е наше суверено право. Ни се изредија овдека блудници, блудни луѓе, друг израз не можам да употребам, да не убедува да смениме устав. Премолча откажување од македонското малцинство, премолча бришењето на спомениците на античките символи. Сега треба да се откажиме и од јазик и од идентитет. Го вмесува во преговарачката рамка. Тие инсталирани елити мора да расчистиме. Тоа опозицијата мора да е свесна.
овие нема да си одат. Се надеваат на избори. Да бидат среќни ако воопшто распишат парламентарни избори. Толку грабачки проекти зема во свој раце, тие да ги препуштат на друга партија ниво сон. Рейтингот на опозицијата е толку голем да сосем е известен како ќе завршат, сосем е известно како ќе завршат изборите. Што мислите ќе им дозволат? Ова сега што се пушти аферава, преговарање на Груев. Власта ја обвинува опозицијата дека барала измена на кривичниот закон за да се амнестира Груевски, за да може да обезбеди 80 колку им требаат пратеници. Обратно, пак опозицијата ја обвинува власта. А во позадината е нешто друго. Рейтингот на ВМРО е многу висок. Владачкиве структури заедно со блудницата од бриселскиот бордел работат да го спуштат рейтингот на ВМРО. Од основањето, освен еднаш, секогаш настојуваат односот на македонскиот дел од партиите во пратеници да биде пата-пата, за да можат клучните одлуки да ги носат албанците во Македонија. Гледате се, на тапет се уставни измени за влез на бугарите, меѓутоа тие нема да гласат ако јазичната федерација не се претвори во политичка. Значи идеме на федерализација, за да можат кога и тога и без никакви проблеми да отцепат дел од територијата и да ги остварат своите големодржавни амбиции. Голем албански Па токму претензии. така. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Меѓутоа, нашиве соседи се слепи. Не гледат нивните амбиции со помош на блудицата и силеџијата од преку барата, нивните амбиции порасна. Тие сега не се до Велес, не се до Свети Николе, не се до Делчево. Отидоа до Црно море. Кажа во прошлата емисија, во учебниците учат дека се потомци на илирите, сега вметнале во учебниците дека се потомци на илирите и тракиците. Значи амбициите отидоа до Црното море. Не знам тоа како ќе заврши. Секоја промена на границите на Балканот ќе значи ново крвопролевање. Нема да седат другиве земји од околу мирни. И таа работа треба да се заврши цивилизацијски, да се тргнат овие инсталации во македонската политика, да се спречи овој брутален план. Значи, со изгласувањето на уставните измени, со пратеници, мора тоа да се случи со пратеници од ВМРО, дали тоа ќе потклекне некој во ВНМО, во што не верувам, бар за сега се сврси, дали со помош на Груевски, тоа, ако тоа се случи, тоа ќе влие на намалувањето на рейтингот на ВМРО. Тоа значи на наредните избори повторно да се состави рамнотежа во македонскиот блок, закрвени, спротивставени и да ниједна одлука не можат да донесат без албанците. Се, ти гледајте, имаш влада во која што преовладуваат министрите. Таму кај што се македонци министри, тие не се на власт. Транспорт и врски го држи Бочваров, а уствари министр него му е Артан Груби. Тој преговара со Бехтел и Енка. Премиер не ни е Таче. Премиер е Артан Груби или Али Ахмети во Сенка. Тоа е само формула. Гледајте се, за карта на голема Албанија во музејот на Учака што се изгради во Сопот пред некој ден го правда. Тоа било прашање за пред 145 години. Чекај бе човек. Ти треба веднаш да испратиш таму надведните служби, тоа да се спречи дивоградба. Се знае што се прави со дивоградба. Се знае што се прави со националистички испади. Некој треба да кривично да одговара. Што е тоа на секој чекор, ако не усвоите уставни измени, ќе има дестабилизација. Која дестабилизација? Што е сега, ќе правиме нова војна, како она во 2001-та? Ма тие знаат дека однова ќе бидат амнестирани. Ние сега имаме амнестирани криминалци, што буквално растураат државата, ствосаваат услови народот да бега, овдека да се досели некој друг, промена на етничка структура, а оние патриоти кои што влегува во собранието да го бранат, ќе бидат по 18 години во затвори. За нив нема ни амнестија, ни аболиција. Да. Ќе скапуе. Значи, мора оваа ненародна власт да се тргне.
Јас им советувам на опозицијата да научат нешто од Заев и неговите шарени уличари. Да Меѓутоа, ги применат методите што тие ги применуваат 2016 и 17. Зборувам за демократските методи за доаѓање на власт. Овие не си одат. точно е Тебе, дека не сидат. 100.000, 200.000, Дардан Еве ако друго го- прашање. Ќе дојде опозицијата на власт. Што ќе се смени? Дали они ќе го прифатат преспанскиот договор или ќе го избришат, што е против нашата волја? Види сега. Добар Или ќе политичар. стигнеме политика и ќе се заразиме со синдромот чекање. Чекај, немој сега да бидеш. Чекај, не е сега периодот. Чекај, заради ова не можеме да го прекинеме преспанскиот. Чекај, заради овие причини не можеме охридскиот. И Види, така не ние сакам, за векови да бидеме северно македонци и северна Македонија. Затоа што опозицијата од друга страна воопшто нема и ништо направено да каже на македонскиот народ и ние треба да ги направиме тие работи за кои што нашата политичка волја ја имаме. А во случај на преспанскиот договор они тоа не го прават. Вака сега. И сега од Добриот- друга страна тоа значи Курто ќе го замени Мурто. Од вака ситуација имаме ние секој 6 до 8 години. Ако гледа Заев која беше, исто така имавме. Само да не биде Груевски, да се тргне. Кога беше Бучковски, исто така, кога продаваше земјишта по 1 евро, си трпаше И пари. сега се Исто- продава. Да. Меѓутоа иста е реториката. Само тогаш беа СДСМ и ВМРО требаше да дојде на власт. После пред да дојде Заев, истото се случува. Значи, нас ни се случува едно се исто во рок од 6 до 8 години. Кога е Македонија во прашање, сум многу строг. И не можам да бидам пристрасен и да задимам страна. Само ќе кажам едно. Вистинскиот политичар. Едно мисли, друго зборува, Трето праве. трето прави. Ќе бидам среќен ако и оваа реторика што ја има сега ВМРО, ќе се покаже на дело. Зборува едно заради политичкиот момент да дојде на власт. Меѓутоа, јавно ќе им порачам. Македонскиот народ нема да им прости ако го потврдат злоделото. Врвни нивни функционери кажава дека преспанскиот договор е завршена работа. Сакам да верувам, тоа е дека дел од политика, дел од ова што го кажав. Сакам да верувам дека се добри политичари, едно мислат, друго зборуваат, трето прават. Кога ќе дојдат на власт, тие не смеат да згазат волјата на народот. Народот каже и го одбреди своето име. Македонското име е милениумско. Македонија е бренд. Цивилизацијски трае најмалку 3000 години. Едина држава во Европа што има 3000 годишен идентитет на исконското име. И денес постои. Единствена држава и народ кој е запишани во Библијата и денес обстојува. Меѓутоа, На 98 референдум. година кога дојдоа на власт, Само една работа. ајде, Значи да завршам мислата. 1991 година на референдумот 8 септември македонскиот народ го потврди тоа исконско, свето, библиско, природно и пред се наследено име Македонија. Таа одлука од тој референдум од 8 септември 1991 до ден денес не е променета. Напротив, таа е потврдена на референдумот од 30 септември 2019. Овие одредби од референдумските одлуки се норми од императивен карактер. Тие се наредувачки, обврзувачки. Секое нивно прекршување, значи секое нивно прекршување предизвикува ништавност. Тоа опозицијата која ќе дојде на власт мора да го има. Прво што ќе направи да ги почне, не го ли направи тоа, нека стават крст на својата партија, затоа што веќе ќе има крст и на Македонија. Многу брзо ќе добиеме потврда на ова што го зборувавме. Ако се добри политичари, да. повторно 3 во 1. Едно да мислат, друго да зборуваат, трето да прават, патриотско, ќе се види многу брзо. Еве истекува годинава, ќе видим дали ќе се стави на дневен ред отварањето Уставот, на уставот. да.
Ако обстојат на збор, тие нема да влезат во собрание. Ако влезат во собрание, ќе дадат шанса на оваа ненародна власт, која е исклучително брутална, исклучително насилно, ќе им дадат можност да им купат пратеници. Надвор од парламентот, за да не може да го направат тоа зло дело. Ако пратеник на ВМРО влезе во собрание, има може да се. Затоа, јас им предложив надвор од собрание, надвор од Скопје. Ако некој се приближи од собрание, тоа значи доаѓа со намера да гласа. Тоа значи дека или купен или уценет. Тогаш време ВМРО ќе има време да реагира, да го повика народот. А јас верувам во таков случај не 100, 500.000 ќе искочат околу собрание, ќе го спречат тоа злодело. Значи, одлуката за спас на македонската држава, народ, јазик, идентитет, култура, цивилизација е во нивни раце. Од тука им порачувам надвор од собрание и да си ги коригираат. Сакам да верувам дека изјавите на нивните политичари само се мамка за Европа и све и дека се патриотски. Ако не се, нека се селат од Македонија. Мене од друга страна ми излегува пак промената на уставот после предавничкиот договор и како они предавнички влегоа во уставот, во парламентот да гласаат за или против промената на уставот со кој што се устоличи Северна Македонија. Ништо не преземаа тогаш, збореа дека ќе прават нешто и ништо не направија. И се плашам дека пак нема ништо да направат. Без разлика дали ќе го променат уставот во овој случај со внесување на бугарите или пак утре ако дојдат на власт дека ќе направат. Јас само од едно се плашам. Да. Мене тоа Тогаш уверен сум дека заврши они со уценети пратеници, ги знаеме, на пратеници, на нивните деца, на нивните блиски, на серија кривични пријави, ги амнестира, ги ослободи од кривична одговорност за да гласат. има решение и за тоа. Сега, Имаше мене решение ме и плаши за тоа. само една работа. Во простори веста меѓу медиумите дека во обвинителство и судот се држат негде околу 5000 предмети. Сигурен сум дека од тие 5000 предмети се чека за стареност, има и против пратеници. Затоа надвор од парламентот, што подалеку. Ако некој се приближи, знаеме дека доаѓа со намера да изврши и сега предавство. Да гласа за внес. Знаеме што значи влезот на бугарите. Бугарите во уставот, а асном надворот уставот и асномците со историската комисија и преговорачката рамка крај за Македонија. Точка. Надвор. Ако, на нив е, рекол дека сакам да верувам, ама да си водат сметка, да не им дадат ни еден промил шанса да купат или да уцинат пратеник. Ако некој од пратениците отстапи, народот ќе го реши случајот, народот ќе го одбрани собранието. Благодарам, а за тоа треба да го повикаат. Благодарам, Дардан. Времето ќе покаже што ќе направат. Благодарам и јас, честа, што ми ја укажате. До следното видување, се најдобро.